Дури добив во една моја врска добив коментар од мајката на партнерот дека јас вака мала и ситна нема да можам да родам дете, нема да можам да станам мајка. Ја на тоа, значи тоа ме погоди, не дека не, ама јас реков ситна, ама динамитна. Секој на различен начин го доживува разочарувањето. Мене па тоа ми беше некако пак мотив да продолжам да се борите посилно и да се борам за правата и да знам гласно да кажам дека жените со попреченост, за џабе постојат предрасудите, жените со попреченост можат да станат родители и можат да бидат многу подобри родители и од другите родители, условно кажано типичните родители. После моето случување на мајчинството мотивирав уште неколку мои блиски пријателки, другарки кои што се со попреченост да станат родители. Единствената можеби тогаш, значи морате да бидете свесни што можете, а што не можете. Ова што можете, а што не можете, значи следното. Јас прво морав да расчистам во мојата глава со нештата кои што тогаш требаше да се случат. Првото нешто е дека требаше да расчистам во својата глава дека јас нема да го бањам моето бебе. И тоа не е смак света. Значи не треба да носам фрустрација поради тоа, поради тоа што таа душа треба да биде избањата чиста и убава и тоа некој друг ќе го направи. Ама јас ќе бидам таму присутна. Јас секогаш бев присутна во активностите кои што јас самата не можев да ги направам, ама јас секогаш бев тука.